Кога стартува Fairplay на Телма, тоа значи дека е време за нови спортски теми, така ќе биде и денеска, затоа задоволство ми е да ви посакам добре дојде во уште едно наше дружење. Спортската тема која што одбравме за вас овој пат е одбојката, заради тоа што Македонија има кон што да го насочи својот фокус оваа сезона кога е во прашање женската одбојка на клубски план. Нашите девојки од клубот Јанта Волеј од Кисела Вода оваа година учествува и се надпреварува во квалификациите од престижната и елитна лига на шампиони. Иако некаде на почетокот за нив настапот таму заврши, сепак нивната европска приказна ќе продолжи оваа зима натаму и тоа во рамки на ЦЕФ Европскиот куп. Како и да е, денеска ми е важно да дознаеме дали девојките се уште гледаат на одбојката како спорт кој што е атрактивен и сакаат да го одберат со цел пред се да биде тоа една добра рекреација и релаксација, а понатаму дај Боже да стане и професија. Како е да се работи во тимски дух, како е кога си тренер и си машко, меѓутоа треба да координираш многу девојки на едно место и какво беше едноставно искуството да се почувствува таа атмосфера на теренот кога е во прашање елитната одбојка. Сето ова ќе се обидеме да го дознаеме во следните минути, затоа вие не го менувате каналот и останете со нас. Одбојкарките на Јанта Волеј од Кисела Вода се доволно голема причина што во Fairplay конечно наша тема ќе биде женскиот спорт и нешто што се случува на домашната женска спортска сцена. Веќе најавив, среќни сме што имаме представници не само дома успешни, туку и надвор од Македонија, односно во Европа, и потсетувам уште еднаш дека Јанта Волеј всушност го продолжува своето европско надпреварување во ЦЕФ Европскиот куп. Овој разговор ние го снимаме пред да се случи нивниот прв надпревар таму, меѓутоа вие ќе го гледате потоа, заради тоа нема да можеме доволно да коментираме на таа тема, но ќе зборуваме како беше во квалификациите од Лигата на шампионите. Време да им посакам добре дојде на моите гости. Немаме доволно простор за целиот тим, иако тимот ќе го видиме на тренинг, меѓутоа овде во нашето студио на Телма се одам по хиерархија, иако имаме две дами, тренерот Никола Јаневиќ, добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдовме. И две одбојкарки од тимот, Симона Наковска и Мери Бошковска. Добре дојдовте. Добро ве најдовме. Прво сакам да честитам заради тоа што ова беше еден убав чекор прво за вашиот клуб кој што прославува 20 години постоење, некако добар почеток на сезоната и убави искуства уште на старт. Па одиме прво со тренерот. Какво е чувството? За нас чувството е одлично со оглед на тоа што самото пријавување на европски купови беше за нас едно искуство и историја за клубот. Ние се надевавме на некаков успех од некој освоен сет. Ние добивме две утакмици, така да ние сме презадоволни со тоа што го направивме и можам да кажам дека понатака може само да растеме како клуб и како играчи што моментално се овде и ќе се одрази добро за понатамошното функционирање ваше. На Јас ги следав дел од вашите изјави уште пред да започне тој настап во квалификациите од Лигата на шампионите и секогаш беа скромни. Реално е, мораме да бидеме така скромни во нашите очекувања и зошто се уште сме многу далеку од, да речеме, тие шампионски екипи во Европа? Така. Скромно беше, бидејќи ни беше прво искуство, не знаевме воопшто што не чека. Да, и после првата утакмица ние што може да кажам дека нашата лига, македонската со босанската лига се тука негде, па можеме да искочиме на Мегдан и да ги измериме нашите сили, но следното коло каде што отидовме во Франција беше далеку по квалитетна екипа. И
историјата тој клуб има квалитетни надпреварувања, така да тука налетавме на нешто поквалитетно од нас и видовме усвари до каде сме. Пред се сакам да кажам дека ние сме исклучително млада екипа. За нас тие надпревари беа од големо значење, пред се поради искуството. Дел од девојките немаја шанса воопшто да искусат едни такви надпреварувања. Екипата од Босна, да кажам, се на некој ранг блиску до нас, но сепак беше навистина тешко, бидејќи двата надпревари ги изигравме во 5 сета. Навистина беше беа доста тешки утакмици. Многу сме среќни што успеавме на крајот да издвојуваме победа и да преминеме во следната фаза, односно во следниот надпревар. Следната рунда практично. Да. Таму беше веќе малку потешко. Франција е поинаква приказна, се соочивте со тим каде што има доста интернационалци. Што би кажале за вториот противник? Да, така е. Тоа беше второто коло и како што напомена и тренерот, веќе на едно повисоко ниво против екипа која што е од лига која е далеку по-квалитетна од нашата. Да. Ние отидовме скромно и тоа беше големо искуство за нас. Ние бевме пред се среќни што се наоѓаме таму, што имаме честа да се надпреваруваме против таа екипа. И секако пробавме да дадеме се од себе и сме, јас би рекла, задоволни од тоа како се покажавме и како успеавме да им парираме. Искрено имавте голема трема на терен, особено таму, кога отидовте во Франција? Мислам дека секогаш почетнички имаме трема, но тоа со текот на играњето се совладува и пробуваме да дадеме максимум, да изиграме најдобро што можеме. Во Скопје секако е поинаку кога се игра пред публика. Мене ме интересира затоа што имаше и апели за да добиете малку поголема поддршка. Имаше ли на крајот од денот доволно заинтересирани луѓе да дојдат или тука се оние кои што секогаш се со вас, да речеме, фамилиите, најблиските, тие што малку повеќе сакаат одбојка од останатите? Имаше и од двете страни доволно публика. Како што е за нас нешто ново, така и за скопската и за македонската публика нешто ново. Така да првата утакмица која игравме дома во Јане Сандански, се изненадивме од толкава гледаност, кој више на вториот надпревар со Франција имавме двојно поголема гледаност. Така да мислам дека се популаризира полека одбојката. Имам една информација, иако немам прецизни бројки, дека во вашата општина Кисела Вода, чишто репрезент сте вие всушност, женската одбојка е толку популарна што многу поголем број на девојчиња тренираат одбојка во Кисела Вода, отколку на пример момчиња што тренираат ракомет или можеби фудбал, не, меѓутоа ајде да речеме кошарка. Вистина ли е така? Имате евиденција, верувам, дали во вашиот клуб има доволно заинтересирани млади деца и девојчиња за тренинг? Така, не само во нашата општина, каде што не матична општина Киселова, него можам да кажам и во градот Скопје, дека секое второ до трето дете веќе тренира одбојка. Тоа е, можам да кажам, женски спорт. Да. Најпопуларен, каде што може и да кажеме, како што вие рековте, дека повеќе има застапеност него машката одбојка, машкиот фудбал и машкиот ракомет. Да, што е секако позитивен податок и се надевам дека трендот ќе оди нагоре. Што тоа значи? 20 години не са малку на ваше постоење. До сега постојано успевате сами да си создадете играчи или понекогаш мора и да... Во последните 5 години се соочуваме со странски појачувања, каде што ако сакаме да направиме некој резултат, неизвестно мора да се земе. Колку и да имаме ние странци, секогаш нашата екипа ја крепеле млади одбојкарки кои што искачаат од нашите младински школи и секогаш акцентот ние како клуб веќе 20 години го ставаме на младите категории. Каде што прераснуваат и во нашиот сениорски тим и ние представува државата. Имаме секако потоа се репрезентативки на Македонија. Како падна одлуката и кога падна одлуката, на која возраст, дека сакате одбојка? Сами одбравте, некој ви предложи? Повеќе започна како помеѓу нас другарки и сите започнавме да тренираме одбојка.
но понатаму како одеше времето, желбата нели пораснуваше кон тој спорт и така со текот на времето сватив дека тоа што сакам да го правам и дека ми исполнува, сакам да биде нешто од моето секојдневие. И понатаму како што пораснав, веќе околу 14 годишна возраст, почнав попрофесионално да се занимавам и сега до ден денес нели постојано работиме и за да дојдеме до тоа што. Да, сега е веќе на некое професионално ниво. За мене одбојката е прв спорт кој што сум го тренирала, не сум тренирала ни еден друг спорт. И од тогаш од кога сум започнала да тренирам, сум се, да кажам, сум уживала во самото тренирање. Тренерите го препознале мојот талент и со тоа ми дале ветер во грб за да продолжам да играм до денес. Да нема откажување, да останеш во оваа сфера. Има ли некоја возраст која што би ја кажале како соодветна, кога се донесува таа конечна оценка, дали одредена девојка навистина треба ова да продолжи да го прави на професионално ниво, а не само во поглед на рекреација и одржување на нели фит форма, добро здравје и така натаму. Кога е погоден момент за Во одбојката, особено во женската одбојка, нема погоден момент, затоа што секој се развива различно. Секој созрeva покасно, некој созрeva порано. И во одбојката најпотребно нешто што не е висината на играчот. Така да има некои растат до 15 години, некои до 18, покасно извишуваат. И имаме многу промени. Играч како играч ќе почне во пионерската категорија, кога ќе дојдат 4 години подоцна, имаме големи измени, така да не може да кажеме точно во кој период може да се одлучи кој што ќе игра и како ќе игра. Како е да се работи со жени, односно се биде тренер во женски спорт и женска екипа? Пред се треба да како тренер треба да има многу психологија и педагогија со нив. Не можам во некои моменти треба да се знае како да кажам со девојчињата не може да ставам нивна кожа одредени моменти дел од нивниот живот, така да можам само да се прави нешто професионално да се зборува. Некогаш треба да се поблизок со нив, можам да кажам слободно како постар брат да бидеш, да дознаеш нешто што има, како има, дали бил лош ден, дали имале некои женски проблеми, дали ќе може да направи некоја работа да истера утакмицата или тренингот, така да не можам да кажам дека е лесно. Девојките сами ќе кажат како е во кожата на спортистките од аспект на тоа што не е ова професија каде што ти си имаш работа со некаква администрација, каде што имаш некакво стандардно работно време, кога ќе дојде ден на надпревар, никој не те прашува дали дента нешто те боли или ти е тешко или не знам на емотивен план можеби не се чувствуваш убаво, така што како вие самите си се носите со својата улога? Знаело ли некош да ви биде сериозно тешко? Па сигурно постојат нормално тешки моменти кога сепак постојат надпревари каде што не се прашува дали сакаш, дали можеш, дали знаеш добро да изиграш. Всушност од наша страна ние мораме да дадеме наш максимум без разлика на сите тие други околности кои што се справуваме надвор од бојката. Наше да го пружиме она што го можеме, да веруваме и да го надминаме тоа. Така е, само сакам да се надоврзам дека токму тие денови нас не прават посилни, поради тоа што не сегаш нели ќе не биде денот, не сегаш ќе бидеме расположени, но баш тие денови ќе ни покажат нели дека можеме да се справиме со нешто потешко и да се надминеме нашите себе. Да, потоа некако и самодовербата расте откако ќе видиш дека нешто можеш да направиш. Ајде малку да ми раскажете за вашиот тим. Прво, како функционирате? Има ли искрено другарство меѓу девојките? Да, искрено можам да издвојам нашата енергија која што имаме на самите тренинзи, на самите надпревари и надвор од нив, поради тоа што навистина сме сплотени, си веруваме една со друга, блиски сме и тоа мислам дека навистина придонесува и до успехот кој што го постигнавме на овие надпревари. Да. Ке се согласиш? Се согласувам. Искрено пријателство, затоа што сепак знаеме дека кога е во прашање спорт, на теренот имаме понекогаш и интерно момент на конкуренција, на тоа секој да го зачува своето место, да го заслужи своето место, така што Така е, но сепак некои такви работи, например, и такви моменти може да ги оставиме надвор на теренот, додека се игра утакмица, додека тренингот, нели гледаме сите да сме заедно и бидејќи сепак одбојката е тимски спорт, мораме сите заедно да работиме за да постигнеме посакуваниот успех.
Ја спомнавме висината, а не ми кажав, тоест не ве прашав колку сте високи. Па јас сум околу 184-3, не знам точно. Јас околу 180. Околу 180, добро. Дали висината, да кажеме, игра голема улога тогаш кога играме малку потешки надпревари и на европска сцена, или не е тоа меѓу клучните проблеми, туку има нешто друго што ни недостасува кога ќе се споредиме со силните противници? Висината ни е клучна во спортот, така што ние тој што нема висина пробуваме да тренираме физички некако да го надокнадиме тоа со скокот, така да првата утакмица што ја одигравме, бевме тука со висина. Вториот клуб што игравме од Франција беа значително повисоки од нас и тука више се осети разликата со висината и Тогаш јасно уште во старт дека горе-долу нема многу простор да некогаш изгледот може да не излаже, така да ние се влегаме со позитивна енергија, ама искочи на виделина разликата. Мала пауза од женската одбојка, правиме со еден од најпопуларните и дефинитивно најхаризматичен одбојкар. Тука? Уште не е тука. Тоа е... го сгреши кога. Дефинитивно најпопуларниот одбојкар меѓу пожарникарите и обратно. Најпопуларниот пожарникар кај одбојкарите. Сите го препознаваме по впечатливиот имидж. Траката на терен, насмевката и секако уникатниот брк. Дарко Ангеловски, Шаби. Моментално снимам за Телма нешто ќе ти се јав. Камерманов го знае? Се гледа, не го покажи. I'm not your father. Здраво, Шаби. Сакам да се поздравим. Здраво, Шаби. Прво за почеток имаме поклон за тебе, за да се осеќаш на сигурно и како дома. Имаме стегаш за тебе. Види бе. Имаме еден за мене, за да не ги заборавам прашањето што сакам да ги поставам. Зашто не викна овде во Тафталиџна средба, кога сакаше да станеш градоначелник на аеродром? Зашто? Приватни причини малце. Со невеста више нема да живееме во аеродром, ќе живееме у кисела вода, тука сме привремено да знае јавноста дека може да ме најде тука во Тафталиџа кај Оселот. Како се снаоѓаш во новото мало? Како дали ти е убаво овде? Дали ти е боле од прошлото место? Слушај, врз основа на тоа дека Тафта е познат по кошаркарскиот клуб кај што играш ти. Добре, нема место за паркинг, брат, тоа е многу лошо, брат. Интересна населба, првпат сум од оваа страна, знаеш, од Ѓорче Петров до Железничка, првпат сум. Мора да се живее, се, знаеш, се оженив, со детенце сум, тоа со детенцето малце сме, да знаеме. Ова знаеш како се осеќам сега со трака, јас сум јал. Вака малски, да и најуваш за ТФ-то. Да ти кажам, најсимпатичен ми се затоа што го поштувам оној колегата и твој Нули, како се? Нури. Нури дека шутира тројки, брат. И дека имате иста глава. Може да се каже, зашо вака ми го кажеме? МЗТ без пораз, се уствари има еден пораз, со Тафта не знам вие како. На прво место сме моментално, да. Црни дресо имате интересни, знам дека играте и во Кале. Што сакам да те прашам, долго време те немаме видено во репрезентација. Зошто? Пошто знаеш како викаат, no Шаби, no party. Има многу политики, брат, да не ги одврзуваме сега. Бидна ова квалификации беа без мене. Но да ти кажам не 90-105% се знаеше дека ќе се квалификуваме, no Шаби, no party, но сега има европско ќе биде валја Шаби big party. Дали сега тренираш негде одбојка? Дали играш? И Да, активен сум уште у работнички, сум еве, јас сум у работнички, добри сме еден пораз имаме до сега, ќе видиме ако може втор ќе имаме, може еден ќе останеме. Тренираме со млади деца, јас сум најстар првпат во кариерава, сум најстар во работнички. Исто така можеме да ги поздравиме дека работнички е сестрински братски клуб со Јанта Волеј, тука може да им кажеме свака част на Јанта Волеј, брат. Дали пратиш женска одбојка и дали ги знаеш одбојкаркиве на Јанта Волеј? Прашања ако од пушка ги пукаш бе, брат. Да, од одма данг. Да бе, како да не ги знам, брат, и со нив и трениравме лани, на пример кога беа финалињата, трениравме машки и женски за малце да се појача. Како што се вика ударот, да осетат малце појак удар затоа што не игра со работнички жени, има така исто појаки смечерки. Пожарникар, одбојкар
и сега се наоѓаш во една нова улога во твојот живот, сега си татко. 5 месеца више татко, поише месеца сопруг, дечко, исто долго време бев со Магдалена. И ти батка да убрзаш затоа што најубаво некој најболи титула е џаве со ТФТ и досиш 10 титули, ова е најубава титула, татко како ќе ти каже. Уште не збори, него заспа. Дали ако некогаш твојата ќерка ќе се одлучи да игра одбојка, дали ти ќе поддржиш во тоа или ќе ја насочиш во некој друг правец? Слушај, имаме нешто вака фамилиарно што гледаме со сопругава, со Меги, да ја пуштиме нешто автомобилизам, брат, или сурферство, нешто екстрема да биде, да се џапа со параглайдер и нешто такво. Многу убаво бебе е, брат, за да игра одбојка, разбираш, не знам кога ќе порасне, како ќе види, а вака е ТТТ, многу убаво. За крај ќе ти побарам еден совет за дечко како мене и се да замолам да ми кажеш како се расте ваков сиромашен брк. Треба, брат, да јадеш ачми во селот. Во селот да јадеш ачми, да малце јогурче тука и вака треба да правиш. Ево. Особено со овој дел од ракава, за малце да го триеш. И гледај кога ќе го затриеш, ја не сум бричен дека немаме многу време со сопругата. Китиме елки, чистиме дома, переме, прушеме, али шта. Миеме садови. Ти благодарам на моето, ја и ти може да си одиме да си спиеме кафе и да јадеме по една ачма. Мислам дека ќе ни донесат тука, не е спонзорство да знаете, ќе си го платиме, а газата ако е добар ќе не части некад вакво. И што да ви кажам, еве ќе се појавувам, не знам, по трети, четврти пат во Јана Ферплей, уствари Ферплей со Јана. Со Јана и со Шаби. Со Јана и со Даш Ферплей ќе бидете, ама тебе откајте најново. Те гледам и го реновира и студиото, нешто го сменија концептот. Многу е добро. А гледајте одбојка, дружете се, правите дечиња и да бидете живи и здрави. Здраво, живо. Јас сум Дарко Ангеловски Шаби, вие гледајте Ферплей на Телма со Јана и со овој новиот дечко ше. Мислам, него надвор ќе го гледате, а Јана на телевизија ќе гледате. Пријатно. Како е на сега да ми кажете малку на домашната сцена? Во овие 20 години колку титули имате? Знаеме точно Четири домашни првенства и една куп титула. И една куп титула Да, плюс. да. Океј, претпоставам дека тоа е сепак бројка за почит и за респект. Меѓутоа, задоволни ли сме од конкуренцијата домашна или треба да биде подобра? Оваа година домашното првенство е значително појако од сите други претходни првенства, може да кажем и историјата на нашата лига што до сега 34 години што било. Така да годинава ние како клуб се сочивме и со квалитетни надпревари каде што имаме до сега 2 порази. Тоа се одразува на нашето внимание посветено на европската сцена, така да не сме доволно сконцентрирани за домашната лига. Добро, и замор секако има така? Замор, да. Замор, патување, многу... Со мислите едноставно стануваш таму. Кои ви се најголемите конкуренти? Имате еден што ви е најголем ривал или се неколку? Па немаме еден, да кажам, главен конкурент, постојат неколку екипи кои што веше во претходните години се издвојуваат во, да кажам, тие топ 4 екипи. Тоа се Наковски Воли, Работнички оваа година, да кажам, Пелистер, Газели и останатите екипи кои што навистина можам да кажам дека издвојуваат голем квалитет иако се млади играчи кои што се дебитантки. Какви карактери имате во екипа? Има некој што редовно е највесел, расположен, некој што можеби најтешко му паѓаат изгубени поени, сетови и надпревари? Да, секако поради тоа што ова е колективен спорт, постојат различни карактери, но да. Сите тие, да кажам, негативности кои што ги имаме на крајот се решаваат, се вклопуваме сите заедно и многу добро функционираме без разлика на тоа што имаме различни карактери. Ева, може и тренерот ќе издвои некого. Не, они сами ќе се изведат сега до себе. Да, сами од себе. Има позитивност. Океј, има многу различни карактери кои на крајава ја како што сум осетил дека кои ќе се вклопат уедно искача преубава слика за екипата и за клубот. Знаеш некогаш сериозно многу да се изнервираш? Тоа па да има и викање и кавга малку и така. Да, има од све по нешто, така да зависи од резултатот, зависи од денот. Сите тие карактери кои ако немаш некој, како што кажавте вие, некој позитивен, па некој негативен, значи тоа го има секоја екипа и секој
Мислам дека во секој спорт го има тоа. Мора да имате Да. некои ваши ритуали, што знам тоа сега сакам малку да разберам од позади сцената како се одвиваат работите, ете заедно и патувате, па ќе споменам со облекувална, има некој ритуал. Слободно Не знам, кажи. некоја традиција, нешто што вака го сметате дека ќе ви донесе среќа, не знам, некој специфичен начин на прослава, дај малку за тоа открите ми како се одржува атмосфера. Па еве обично од кога ќе да кажам победиме некој надпревар или кога ќе постигнеме некој успех, сите после тоа се собираме, на некој начин го прославуваме тоа и на тој начин да кажам функционираме сите заедно. Има песна, музика, тоа Има песна. Да, Да, кажете ми, еве песната, да. Видете, неретко си имаат тимовите химна своја или репрезентациите, како и да е, и таа некако останува да биде за прослава. Бум бум Сузана Гавазова. Па добро, ништо страшно, значи тематиката е секако таква на тема прослава, ако ќе ги Да, подсетиме не се гледачите опуштени. како Да. звучи, или некој пат можеби вие ќе ни дадете некоја снимка од вашата прослава, како и да е, кога славиме е добро, нели, зошто да не? Да. Нека има и музика, нека биде и убаво. Има ли нешто од женската одбојка што најмногу следите, некоја одбојкарка, некој тим, како и да е? Па можам да ги издвојам репрезентациите на Италија и Турција, кои што навистина се представуваат голем квалитет воопшто во женската одбојка и мислам дека таму имаат исто така и Србија, можам да кажам, поради тоа што таа е држава од Балканот тука од кај нас, дека имаат навистина големи успеси надвор на интернационално ниво и всушност и самите одбојкарки се навистина популарни општо во спортот. Да, верувам дека знае да делува мотивацијски. Следиме нешто посебно или? Да, па како што напомена Мери ви се согласила од нели исто италијанска лига, турска лига, тие по-актуелни ги следиме. Добро. Сега ќе ве за ова исто така искрено сакам да ми одговорите. Супер е кога едно дете сака да тренира одреден спорт. Во Македонија секако дека ни недостасува многу повеќе и жените генерално да се занимаваат професионално со спорт, но верувам дека и кај родителите, а и кај самите спортисти после одреден период природно се поставува прашањето дали тоа може да биде професија, не само од аспект дека нештото сакаме да го правиме, туку треба сето тоа и да се исплати, да имаме нели нешто за возврат од тоа. Никој не може да живее од воздух, сите работиме за да и заработиме. Како женската одбојка во Македонија стои на тој план? Имаме ли професионални одбојкарки кои живеат од тоа? Тоа име професија во буквална смисла на зборот. Да, имаме професионални одбојкарки кои што тежнеат да бидат тоа што ние го зборуваме. Во главно кај нас можам да кажам дека менталитетот е различен од другите држави. Како што кажа Мери, ние се наоѓаме на Балканот помеѓу некои велесили што се одбојката. Италија, Турција, Бугарија, Србија, каде што кај нив менталитетот е различен од овде кај нас. Таму може да кажа дека ќе оди детето да игра одбојка, ќе проба да биде професионален играч све и без разлика што ќе се случи понатака со детето. Значи они одат на таа карта. Кај нас секогаш било на прво место здравјето, на второ место образованието и тек на трето место може да ставиме одбојката. Каде што е до негде нормално, како што кажа, за нашиот менталитет. Добро, но веројатно сакаме и целиме да ги менуваме тие Сакаме работи. и целиме, ние како клуб сакаме да овозможиме такво нешто за нашите играчи што сакаат да бидат професионалци. Во тие земји што ги напоменавме, премногу се вложува, што кај нас е тој еден главен проблем, како и кај нас во спорт и во сите други спортови, дека финансиите се главен проблем. Со финансиите можеш да им овозможиш све, додека ги немаш, ние мораме да се бориме со нив и да пробаме да им приуштиме колку што можеме. А имаме ли доволно добри тренери во одбојката? Затоа што јас еве го следам овој сектор спорт и генерално во Македонија постојано ги слушам тие теми дека треба да има подобра инфраструктура, генерално подобри услови, но на крајот на денот ние можеме да имаме и сала која што изгледа како Space Shuttle. Ако нема доволно добар тренер кој што ќе ги научи спортистите вистински на тоа што треба, тогаш салата може во иднина да остане само празна и ништо повеќе од тоа. Така што на овој план како стоиме? Не можам да кажам за тоа што ги немаме условите, како што кажа за играчите, за девојчињата, како што кажа, тоа значи и за тренерите.
Имаме многу низ цел свет многу примери како некој играч без тренер, без услови, без ништо станал нешто, како некој што има многу услови па не направиле никој резултат, така да кога би имале услови да работиме со децата како што треба, тогаш може да излеземе и да кажеме кој колку знае, кој колку не знае и така натаму. Вака ќе завршам со оглед на тоа што двете досега имате прилика да направите споредба која е тежината на клупскиот дрес, а која на репрезентативниот. Како би ја направиле таа споредба? Кога станува збор за излагање на репрезентативно ниво, мислам дека е, да кажам, многу гордо чувството да ги браниш боите на интернационалниот дрес. Всушност, тие надпревари, можам да кажам дека во последните години се почести. Повеќе се вложува во женската репрезентација. Секако дека е голема чест да се игра за сениорската репрезентација од моја страна и се надам дека понатаму ќе се надпреваруваме на уште повеќе надпревари дека ќе издвоиме победа. Сепак истиот спортно задоволството е различно, го носиме знамето на нашиот дрес и кога доаѓа првиот момент да настапуваме за репрезентација, целиот труд што сме го вложиле некако доаѓа на виделина, бидејќи друго е чувството, но стварно не може да се спореди според. Се чувствувате ли убаво со статус македонска одбојкарка? Искрено да, можам да кажам дека во потесниот круг, но можам да кажам дека и дури во поширокиот круг на луѓе више почнуваат да не препознаваат, поготово и маливе девојчиња кои што тренираат одбојка се сликаат со нас после некои надпревари, поготово после овие признанија кои што ги добив последниве надпревари. И за најкорисен играч на така MVP признание. Да. Навистина ми значи тоа што го добив тоа признание за најкорисен играч во Лигата на шампионите. Сепак за тоа признание стои многу труд, работа, дисциплина и упорност, која што всушност ние сте како клуб, како колектив ја дадовме за на крај издвоиме таква историска победа. Секој спортист можам да кажам дека во очите на луѓето се гледа различно на некој начин посебно. Да, посебно. Така и треба, заслужено е. Нели како што популарноста на спортот одбојка, посебно женската расте, така и нели ние стануваме се попрепознатливи и големо задоволство. Ќе финиширам вака затоа што се надевам дека целата оваа емисија која што сега е посветена на вашата клубска работа ќе инспирира и родители и деца да практикуваат генерално спорт, конкретно и одбојка. Има ли некој посебен начин како да ве пронајдат? Има ли одреден момент кога е најдобро да дојдат доколку сакаат да стартуваат со одбојка, затоа што сега некако сме на средина на полусезона? Може би не е вистински момент, еве вие ќе ни кажете како тоа. За најмалите дечиња не е никаков проблем периодот. Во било кое време можат да не исконтактираат. Ние имаме на сите социјални мрежи профили, така да не набројам Facebook, Instagram, TikTok. Може слободно да не исконтактираат и кој сака и може да дојде да на крај барем да проба, да види дали може да се пронајде во таа средина, во тој спорт. Ви благодарам многу на сите тројца, секако испраќаме поздрав до целиот тим. Јас ви посакувам многу среќа во тоа што ви престои на европската сцена и посакувам да потрае малку подолго, се разбира. Ќе апелирам секако и до јавноста, до сите оние кои што сакаат спорт и се овде, дека се добре дојдени и на трибините, нели, да дадат и таму од поблиску поддршка. Се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам многу. Уживав заради тоа што денеска наша тема беше женската одбојка. Ви благодарам што одвоивте време и внимание да бидете со ово издание на Fair Play. Ви посакувам се најдобро до нашето следно видување за точно 7 дена.